на возилото што го означува времето. За жал, променливото време придонесе да нема голем број на љубители на спортот на плоштадот во Скопје. Еве како изгледа од птичја перспектива моментот на решение завршницата на маратонот. Далеку напред, Борислав Девич од репрезентацијата на Југославија ги трча последните неколку стотини метри. Ова е еден од оние што заостануваат од половина маратонот. Ќе кажам уште еднаш дека учесници во маратонот на првиот меѓународен маратон со различни квалитети, меѓутоа тоа се оние карактеристики на сите светски маратони. Нема проблеми за Борислав Девич. Со исто темпо како што го започна, ете така и го завршува, го засилува дури. Широко расширени рацете, среќа на неговото лице, првиот медал на неговите гради од председателот на организациониот комитет Михаил Пановски и еве го добивме првиот победник на меѓународниот маратон во Скопје. Борислав Девич, резултатот 2 часа 13 минути 23 секунди, негов личен рекорд. На второ место Горан Раичевич, исто така од репрезентацијата на Југославија, 2 часа 16 минути 39 секунди. Еве го и тој, сепак на второ место го завршува маратонот во Скопје. 42 километри 195 метри. Тоа се шампионите на првиот скопски маратон. Го очекуваме и третопласираниот Валерий Влас од Романија. Во женска конкуренција победничка Стојка Гандурова, членка на атлетскиот клуб Маđари од Скопје, пред Мирела Женшчин од Полска, која го освои второто место, трета Румјана Пановска од Бугарија. Ова се препознатливи слики врзани за една од најтешките спортски дисциплини. Убаво уреден просторот за прва медицинска помош, тука е Црвениот крст со сите неопходни помагала. Еве како изгледаат оние, би рекол, малку бевме индискретни, влеговме во шаторот, каде што ги минуваат првите моменти по завршувањето хероите на првиот скопски маратон. Започна една прекрасна традиција во Скопје. Мразот е скршен. Ѓорги Ѓоргиев, член на Маđари, на петтото место, рековме Трпе Мартиновски од репрезентацијата на Македонија со 2 часа 25 минути и 56 секунди. На шестото место, најдобро пласиран македонски репрезентативец. И тоа беше крај на прекрасното денешно спортско надпреварување во Скопје. Веруваме, драги гледачи, дека традицијата ќе продолжи, ќе трае долго, бесконечно. Веќе наредната година Скопје ќе биде домакин на уште поквалитетна маратонска трка која ќе одекне во светот. Ви благодарам за вниманието и во името на екипата што ја реализираше оваа снимка, репортажа од маратонот. Ви благодарам. Пријатно.